Добро вечер во новото издание на Диезепамче со Мими Мирчевска. Вечерва со нас е професор доктор Владимир Трајковски од Филозофскиот факултет и председател на Македонското научно здружение за аутизам. Добро вечер вам и на сите ценети гледачи што ја гледаат вашата популарна емисија на Диезепамче. Се надевам дека ќе им биде пред спиење Диезепамче, наместо да земат ако тие што земаат Диезепамче, доволно ќе им биде нашиот разговор, иако ќе говориме на сериозни теми, претпоставам. Така е. Зборуваме, деновиве се зборува ден на светски ден на лицата со аутизам. Професоре, аутизмот е нешто што најчесто се говори, мислам дека во последнава деценија и најупотребуван збор кога ќе треба да се каже за одредена состојба за дете. Што е аутизам? Зошто во последниве 15-20 години повеќе се зборува во минатото кога ние сме биле помали, дури и беше и непознат збор? Па да, аутистичен спектар на нарушување представува тешко детско невроразвојно нарушување во комуникацијата, во социјалната интеракција и се манифестира со репетитивно однесување и сензорни нарушувања често пати кај деца во невроразвојната возраст до 3-та година од животот. И точно е тоа дека има епидемиски раст во последните 20-25 години секаде во светот, па и кај нас во Македонија. И точно исто и тоа дека, како што напоменавте вие, некаде во Македонија до 2000-та година многу малку се говореше, тоа се врзува веројатно и со нашето постоење како здружение, а и со бројката која што беше поминимална, беа подскривани под други диагнози овие деца заради непрепознавањето, заради непознаницата, заради тоа што медицинарите, например, не го учат аутизмот како состојба на медицински факултет по предметите психијатрија или педијатрија. И овие лица, претходно и деца, воопшто од системот не беа регистрирани како такви, туку им се даваат диагнози ментална ретардација, тогаш сега поново или интелектуална попреченост, се водеа како шизофренија, како некои развојни нарушувања во говорот и така натаму. Така што мислам дека навистина дојдено е времето сега, веќе долго време, јас и говорам и по подкасти, и по телевизии, во разни интервјуа, дека навистина мора нешто да се стори повеќе за аутизмот. Инаку како состојба да не го користиме терминот болест, тоа мора да го напоменам. Да, состојба, нарушување, представува едно од најтешките нарушувања, би кажал психијатриски нарушувања, кои што фактички кај потешките случаи води до животна зависност од трето лице, значи по намален квалитет на живот и барат доживотна подршка од трето лице. Дали ќе биде тоа родител, старател или ќе бидат некоја институција, тоа зависи од системот како ќе го реши. Така, да почнеме еве од почетокот. Која е причината? Многу фактори се наведуваат. Некои велат дека истражувања покажуваат дека уште во времето на бременоста на мајката во самата плацента се потврдува дека детето може да има аутизам како причина да е загадувањето. Може да е лошо раѓање. Некои ги споменуваат вакцините, други споменуваат одредена, да речеме, инфекција детето ако имало. Многу се зборува за аутизмот, малку се знаат причините и некако реално е да има и страф од она што не го знаат родителите кога ќе им се роди дете. Да, јас го оправдувам генетика. Јас го оправдувам тој страф кај родителите, затоа што не сите родители се доктори по медицина или специјални едукатори и рехабилитатори, дефектолози по старо или психолози. Па дури и тие што се доктори по медицина, а што не се занимаваат со аутизмот, исто така може да не го препознаат на време. Причините се работи за полигенско нарушување, мултифакториално,
и генетиката ја спомнавте на крај, но јас би ја спомнал како основа, значи генетската предиспозиција, тоа е докажано, аутизмот има највисок коефициент на херитабилност, односно коефициент на наследност, од сите познати невропсихијатриски нарушувања. Тој коефициент на наследност се движи од 90 до 92%, што значи дека најмногу причините отпаѓаат на генетската предиспозиција, на гени кои што се мутирани. Се предпоставува дека тоа се предпоставува, ќе да објаснам, тоа се 10, 20 според некои автори, дури некои спомнуваат и до 100. Да, тие гени можат да бидат мутирани од надворешни секако фактори или од внатрешни грешки во репликацијата на ДНА, зависно сега во било која ситуација. Најмногу од случаите со аутизам, до 90% се така наречени примарни или идиопатски, каде што не можеме да ја одредиме точната причина, односно можеме да погодуваме дека има генетска предиспозиција и некаков средински фактор, а во 10%, 5 до 10% некој синдром генетски е примарно, а на него секундарно се надоврзува аутистичниот спектар на нарушување. Например, туберозната склероза, фрагилниот X синдром, Даун синдромот исто, до кај 7% од децата може да имаат Даун, да имаат аутистичен спектар. И сега, покрај овие генетски фактори, морам да напоменам дека не само тие се обвинети во етиологијата на нарушувањето, тука се ред и средински фактори, од кои што вие наброивте доста. Значи, мора нешто да се случи во нашата средина, во средина на мајката која што е бремена, например, некакви вирусни инфекции, особено во првиот триместар од бременоста, па тука се обвинува рубела вирусот, цитомегаловирусот. Понатаму се обвинува херпес симплекс вирусот. Имаме податоци за ХИВ вирусот. И сега исто така, последниве години, кој знае што ќе покажат и во однос на коронавирусот. За сега се уште нема некоја студија, но мислам дека во наредните години ќе почнат да излегуваат и такви студии. Предпоставам дека коронавирусот би имал и таков ефект да на една добра подлога генетски предиспонирана да некаде развие аутистичен спектар кај некој дете. Колку загадениот воздух влијае? Да, тоа беше второто мој одговор што го планирав да го дадам покрај овие вирусни средински фактори. Загадениот воздух многу влијае, особено сите оние полутанти што ги нарекуваат, тешки метали кои што се наоѓаат во оловниот бензин, например. Често пати кога ќе дојдат семејства со деца со аутизам, една од анализите што им ја бараме, иако тоа малку поскапо, но на тие што можат и што инсистираат и што можат да си дозволат да платат, бидејќи обично тоа се прават на запад, во Германија, тешки метали во коса, кај 90 до 95% наоѓам покачени олово, жива во нивното тело од децата со аутистичен спектар. Кадмиум често пати исто така е покачен, така што таа теорија, особено во Нью Џерси, има една студија која што укажува дека има зголемена инциденција и преваленција, например, каде што има огромна индустрија развиена во САД, во Нью Џерси. Понатаму имаме една друга студија, па на другиот крај, на исток, од Јапонија, каде што дошло до труење со жива, јадење морска риба, значи до неконтролирано излевање на жива во морето. Рибите нормално дошле во контакт со таа жива и подоцна луѓето во Јапонија кои што ја консумирале таа интоксицирана риба со многу големи концентрации на жива, возрастни збориме, покажувале многу слични симптоми
како кај аутизмот. Како невролошко заболување кај возрастни, што се слични на аутизм. Невролошко заболување предизвикано од труење со слична симптоматологија, со бихејевирални нарушувања во однесувањето, со некои стереотипни однесувања. Сега нормално тоа не можеме да го крстиме аутизам, бидејќи аутизмот рековме дека е невроразвојно, мора до 3-та година да се јави. Кај дете што се развија нормално 12-13 години не може да се јави аутистичен спектар. И понатаму, значи, тоа е таа теорија. Исто така, тука би ги спомнал пестицидите и хербицидите, органофосфорни соединенија со кои што нели се запрашуваат растенијата за да се уништуваат инсектите, но таму има бифеноли и така и други некои соединенија кои што се докажани како можни тригер фактори за настанок на аутизмот. Значи, полихлорирани соединенија, боите од индустријата, лаковите и така натаму, сето тоа може да биде еден тригер механизам во патофизиологијата на аутистичниот спектар. Колку вакцините се виновни? Многу се говори за вакцините, многу дел од родителите, дури имаме многу ниска стапка на вакцинираност против МРП вакцината, до 70, под 70%, но интересно е дека вие на почетокот кажавте дека причина за аутизмот може да биде рубеолата, а токму заштита од рубеолата е преку вакцината МРП. Сега тука имаме судир. Да. Мајката ако добие рубеола, не ја вакцинирале кога била дете за да не добие аутизам. Колку реално вакцините се директна последица за аутизмот? Вака сега, ова е доста чувствително прашање, но ќе го одговорам детално. Да не се разбереме погрешно со вашите гледачи. Јас не сум ниту проваксер, не сум ниту антиваксер. Значи, секојаш ги гледам нештата со ладна глава и во медицината не ги гледам толку догматски, дека нештото мора да се направи, како например вакцинацијата мора кај 100%, тоа нема ни едно општество што има покриеност 100%. И вакцините се меч со две острици. Не можеме да ги гледаме како директна причина за аутистичниот спектар, тоа одма да разјасниме, но постојат одредени студии кои што укажуваат дека кај мала субпопулација, кај деца кои што имаат тие мутации кои што се не можат, едноставно не се приемчиви или сусцептибилни за одреден тип на вакцина. Не само за МПР, за било која вакцина. Јас имав и едно истражување пред неколку години базирано врз основа на тоа што како го кажале, сега тоа е субјективно, родителите што кажале во Македонија, например 24 дале податок дека после дитепер вакцината нивното дете влегло во регресија, дека до се развило нормално првата година 13, 14, 15. После прием на вакцината 2 до 3 недели, што е потребно време да се развие таа автоимуна реакција, го добиле аутистичниот спектар. 23 семејства ми имаат одговорено дека после МПР, но тоа не значи дека сега не треба да ги вакцинираме целата популација, никој да не се вакцинира, затоа реков, се оградив на стартот, не сакам да звучам антиваксерски. Од друга страна, мораме да ја познаваме добро персонализираната медицина, за тоа во Македонија се уште сме далеку. Јас едноставно би препорачал кај тие што има некакви невропсихијатриски нарушувања во семејството, да си направат едно истражување на геномот, сега да не правиме реклама, се прави во некои приватни клиники, во Скопје или да дадат крв на Запад или во САД, каде што ќе се направи едно целосно претражување со добро читање на тие резултати, ќе може да се види кои едноставно деца би можеле да бидат подложени на вакцини и да со голем степен на гаранција дека нема да развијат никаква реакција. Зашто знаеме дека секој лек, секоја вакцина, постои еден мал процент каде што можат да се јават одредени негативни последици. Доказ дека не сум антиваксер се тоа што моите сите 3 ќерки се вакцинирани, например, така што, но јас не сум се ни плашел. Клиниката за детски болести, дете ако појави
реакција, си има имунолошки испитувања и кажуваат дали треба или не треба да се продолжи. Мора да се направи. Но да не биде пример дека секое дете што нема проблем, што поминало добро, дека треба да се вакцинира или не треба. Да, децата што немаат проблеми уште на оние во родилиште што ги примаат вакцини, како што е БСЖ и така натаму, или што немаат во семејствата никакви анамнестички податоци дека имало порано некакви реакции во семејството, алергиски, анафилактички реакции или автоимуни многу заболувања, невропсихијатриски заболувања, таму апсолутно мора да си ги примаат вакцините и тука нема што треба да се дискутира. Значи треба да се искрени родителите да ги кажуваат сите тие испитувања, кога ќе бидат и двајцата сопружници, впрочем да се кажат која е нивната нели. Треба задолжително да се понатака кај тие деца, кај деца што има аутизам, да бидам искрен сега, веќе и особено ако има податок дека го поврзуваат, сигурно се родителите гледате дека се високо образувани, дека разбираат нешто, дека разбираат медицината колку толку, јас не им советувам понатамошни вакцинации кај тие деца што имаат аутизам и кај што имаат доказ дека веќе веројатно вакцината е причинител, односно откочувач би рекол. Причината сепак лежи во генетиката, во генетската предиспозиција, и ако ова нема да ви го признае речиси ни еден родител дека затоа што они очекуваат една Менделова трансмисија, дека таткото или мајката треба се болни, дека дедо и баба, но не. Кај аутистичниот спектар многу ретко оди така вертикална таа трансмисија на, ова се малку удам во генетика, тоа што го предавам на студентите. Значи, тоа е во однос, иако јас во моите истражувања, мојот докторат беше работен во период 99-2002, имам доста имуногенетски анализи кај лицата со аутизам во Република Македонија. Тоа беше насловот на мојот докторат, декември 2002 го бранев. Уште тогаш сакавме да направиме една студија, ама не беа зрели условите, обштествени пари, средства, тоа се скапи анализи. Треба да се направи една студија за одредување на вакцинални антитела. Тоа е исто така чувствителна тема, но мора да се направи па да видиме што се случува во нашата популација. Да, кога би имало добри студии, нема ни да има сигурно ни сомневања. Да. Знаете како велат, кога има одговори вистински, тогаш имунизацијата би била на повисоко ниво. Секако, да. Сега реално луѓето се едуцираат од социјалните мрежи. Да, и тоа не е добро секогаш, затоа што добиваат често пати лажни информации. Јас знам, бидејќи таму го работев докторатот, на Институтот за имунобиологија и хумана генетика при медицинскиот факултет имаат такви можности, но треба некој да каже Министерството за здравство или да одлучи, да одвои една сума на пари, средства, да се направи една таква студија кај децата со аутистичен спектар, например, па да видиме, да биде бесплатно тоа за нив, да видиме што ќе добиеме, и тука ќе бидат многу почисти работите. Точно и тоа дека повеќето студии ја отфрлија тезата дека вакцините би можеле да бидат одреден триер, но тие се главно финансирани од фармацевските куќи кои што имаат интерес, нели, да. Но има и деца кои се невакцинирани, а имаат аутизам. Има и такви, да, има и деца кои што се невакцинирани, а сепак имаат аутизам, така што тука мора да се биде многу внимателен и не можеме ни комплетно да ја потврдиме тезата во моментот, ни комплетно да ја отфрлиме дека би вакцините кај некој, повторно кажам, кај некоја мала субпопулација да бидат како триер, иако тука има и други триери, значи болести на мајката во текот на бременоста, автоимуни заболувања на мајката, ние доста често среќаваме кај мајката, па и во поширокото семејство, таткото и други, баба, дедо, многу автоимуни нарушувања, значи некаде 20 до 30% се јавуваат автоимуни заболувања во семејството кај децата и кај возрастните лица со аутистичен спектар на нарушување. Така, кои се знаците, кога треба да се реагира, да се замине кај стручно лице, дефектолог, логопед, кога еден родител, знаете како некако некој дете ако подоцна проговори ќе речат, нели не го вакцинирам, ама нема да го однесат порано, да речеме, да отиде на дефектолог и логопед. Кои се првите знаци и кога треба? Дали во
доеничка возраст во првите месеци до 1 година може да се забележи нешто, иако сами кажавте родителите не се медицински лица. Да, може да се забележи, но тоа во Македонија потешко оди, да речеме. Уште во првата година има одредени рани знаци во кои што детето почнува да манифестира први симптоми. Сега родители кои што не се медицинари, тешко би може да тоа да го препознаат. Че детето не се насмевнува на мајката, на таткото, не тргнува со рацете да бара да го гушнат родителите, или е премногу тивко, поспано по цели ноќи спие многу часови во текот на денот, или е пак премногу вознемирено. Значи тоа се тие две крајности во кои што би можело некаде кон крајот на првата година веќе кога треба да ги има она протодекларативно покажување, исто така ги нема тие знаци, така што тие би биле некои првични знаци. Сега кој од родителите би можело да го препознае, би требало веднаш да оди на диагностика, веднаш и на рана интервенција и третман секако да биде од целокупен тим да биде покриено детето, за да може, бидејќи само со раната интервенција можеме да очекуваме позитивни резултати во рехабилитацијата. Тоа се тие рани знаци, а понатаму си има и други знаци, например го нема оној баблинг или брборење што треба да го има, па нема двосложни зборови до крајот на втората година, не знае да употреби проста реченица до крајот на третата година, тоа веќе апсолутно, но тоа е доцна. 3 години веќе е доцна. Јас во мојата кариера сум гледал случаи каде што 7-8 годишни деца не ви се диагностицирани. Зошто тоа е катастрофа. Признаваат родителите, препишуваат на карактер, имам да кажеме некој во фамилијата е таков, па и детето е такво. Да, тоа е. Па ќе укриват да нели ќе рече некој, ама откако прими вакцина може и претходно бил настинат, се напил некој леко, тоа му е. Проблемот е мултикомплексен, се должи и на такви работи, не пријавуваат родителите, особено... Најчесто во училиште реагираат, верувам, први наставниците. Во училиште наставниците сега, особено во последниве години, ние држиме доста обуки и веќе знаат да го препознаваат. Родителите пониска свесност кај родителите, непризнавање дека моето дете има одредено нарушување, тој менталитет балкански исто така влијае тука. Балканскиот менталитет влијае, понатаму исто и кај стручњаците и кај докторите. Морам да признам дека јас како студент не сум учел за аутизмот, ништо. Значи, моите подоцна, откако сум вработен на Институтот за специјална едукација и рехабилитација, од 97 година почнуваат моите интереси за аутистичниот спектар, а дури и денеска, колку што се моите информации, не е сменета сликата. Значи, ние немаме доволно добро едуцирани доктори кои што добро знаат да го препознаат аутизам, не користење на тестови во диагностиката кои што се користат во западните земји. И поминува така, не препознаен, не детектиран, не диагностициран рано. За среќа во последните, можам да кажам, 5, 6, 7 години, малку е подобрена сликата, но јас порано ви кажувам, пред 10-15 години јас сум гледал деца на 8 години, го гледате вие од врата, која ќе влезе кај вас, дека детето е аутизам. Тука не е потребна, иако потребна е подолготрајна обсервација. Моите прегледи траат по 40-45 минути и разговор со родителите и обсервација на детето, но има такви класични случаи за учебник, како што ја ги пишувам во моите учебници, што може и од врата да го процените дека има аутистичен спектар, во неговото однесување, во немање контакт очи со очи со соговорникот, со мене, например, со испитувачот, па дури ни родителите слабо ги гледа, незаинтересираност за околината, преокупирано само со себе, не знае да си игра со другите деца и така натаму. Тоа се веќе подоцни симптоми. Вие претходно ме прашавте за раните во првата година, ова се веќе подоцнежни симптоми кои што треба да се. Рековме дека аутизмот е состојба, не е болест. Да. Колку на таа состојба може да се влие да има поквалитетен живот тоа дете кога ќе биде возрасен? Тоа значи можност да се образова, знаеме дека имаат одреден спектар, се феноменални во одредена област
и да се насочат да го работат тоа. Колку состојбата може да се подобрува или да кажеме тоа е состојба што е зациментирана, може само да се помогне за да живее. Која е вистината за иднината на овие деца? На самиот почеток не успеав да дообјаснам дека аутизмот е спектрално нарушување. Тоа значи оди од една лесна прогноза и лесни случаи кои што можат многу добро да се инклудираат во образовниот систем и многу лесно понатаму да се снајдат во животот. Понатаму имаме средно тешки случаи и имаме тешки и многу тешки случаи. Оние најтешките доживотно бараат, но и со нив може нешто да се стори. Не смееме да ги оставиме така на природата и ништо да не се работи со нив. Значи, со една добра работа, дефектолошка, психолошка, логопедска во првите години од животот, со подршка од општеството, ние можеме многу да сториме кај многу деца. Не велам да ги излечиме, да не си прават родителите, значи некои лажни илузии, а тоа секогаш им го кажувам, има доста родители што мене можеби и не ме сакат затоа што им ја кажувам вистината во очи, и прогностички им ги кажувам сите можности, од најдобро до најлошо. Зашто јас прво Хипократовата заклетва не ми дозволува да ги лажам и да им давам лажни надежи. Или да им давам друга диагноза за да они бидат задоволни. Како што има некои мои колеги и колешки, ќе ги крстат развојна дисфазија. Со тоа прават многу поголем зијан, штета за детето и за семејството, затоа што и пак тоа дете ќе покаже на 5, 6, 7 години дека има аутистичен спектар. А овие на 3 години му рекле дека има детето развојна дисфазија, што е многу полесно нарушување и представува само говорно нарушување. Кај аутистичниот спектар имаме силни нарушувања на целуларно и субцелуларно ниво, клеточно во мозокот, кои што оставаат понатаму траги. Сега, значи, овие што се полесните случаи може да се едуцираат, може да одат во редовни училишта, на некои дури не им требаат ни овие индивидуални образовни програми, на повеќето им требаат, се разбира, затоа во училиштата постојат инклузивни тимови. Во последните години горе-долу и ние како Институт за специјална едукација и рехабилитација со години и децени зборевме на назад дека е задолжителна таа инклузија и не само за овие деца, туку и за другите деца со пречки во развојот, дека е задолжителна и веќе имаме вработувања по еден дефектолог во тимот. Сега се оди во градинките да има. Во градинките исто така. Задолжително, според мене, ве апелирам, доколку ме гледа некој од ресорните министерства, тука е сега Министерството за социјална политика, демографија и млади, мислам дека е одговорно за градинките, мора да има вработено дефектолог, односно специјален едукатор и рехабилитатор. И тоа не само еден, да. Тоа сакав да го кажам. Некаде потребни се и две. Во некои училишта каде што ви имате по 1000 деца во училиштето, овие поголеми во Скопје особено, и во поголемите градови во Македонија, вие мора да имате па и двојца. Тоа зашто тие не може да постигнат. Јас добивам примери каде што мене ми се жалат млади дефектолози, мои поранешни студенти, вика во училиштето имаме 30 деца со посебни потреби, од кои што, например, 5 се со аутистичен спектар, и тоа потешка форма. И што може сега тој да направи еден? А тоа е во оделение со децата, да кажеме, со типичен развој. Да. Сега, мораме да ги разбереме родителите на детето со аутизам, но мора да ги разбереме и децата на родители со типичен развој. Тие велат, па нивните деца го имитираат во однесувањето детето со аутизам. Да не свати некој погрешно, значи немаме ние кон никого сега предрасуда, туку колку системот кај нас пружи во таа инклузија и едниот ученик со аутизам да има образование, но и другите деца да имаат образование без да имаат, да не ме разберат уште еднаш погрешно родителите на деца со аутизам, дека некако тоа дете им пречи. Дали имаме правилна инклузија и што треба да се подобри тука за да има, нели, задоволство. Така, тука секако дека мора и добро е што властите во последните неколку години исто така воведоа и образовен асистент кој што многу може да му помогне на доколку е добро едуциран за оваа проблематика, особено за аутистичниот спектар на нарушување, може во многу да помогне во текот на наставата да го тргне на страна, например детето ако добие предизвикувачко однесување се вика тоа,
да го тргне на страна, да поработи со него во еден мирен агол, да има во училиштата, да пример, и оние темни шатори, затоа што децата често пати добиваат заради одредени сензорни надразнувања, добиваат одреден напад на бес и така натаму. Но родителите исто така треба да се едуцираат на невротипичните деца, дека мора сепак да ја прифатат таа ситуација и дека мора нивните деца да ги подучуваат дома, да бидат посензибилни за децата со аутистичен спектар. Точно и тоа дека понекогаш, но тоа е привремено, особено во првите 2-3 оделенија, кога уште децата не се емоционално зрели, па да ги имитираат одредени движења на децата, но тоа не е ништо страшно и нека не се плашат родителите на невротипичните деца, дека тоа може да донесе до некои потешки последици на нивните деца. Мислам дека треба повеќе љубов и емпатија, особено нашето македонско општество му е потребна повеќе љубов и емпатија кон оваа популација, заради тоа што се уште има одредени деца, посебно во помалите градови и места во Македонија, кои што гледаат со поинакви очи, па дури и во Скопје можеби има такви случаи, ги гледаат децата, ги одбегнуваат, не сакаат да ги дружат, ги гледаат како помалку вредни. Мораме да работиме и ние како стручници, ние го правиме тоа секојдневно. Еви, благодарам за поканата и вашава емисија, вашиот подкаст е токму во насока на тоа, а бидејќи знам дека ви е доста гледан, се надевам дека ќе достигне до повеќе луѓе во Македонија и до нивната свест, да на Сабајле, например, кога оди детето во училиште, ако се сигурни дека има дете со аутизам, да му каже на своето дете да го прегрне, да го прифати, да го гушне, да не го одбевнува, да проба заеднички да го игра, иако децата со аутистичен спектар не знаат како заеднички да се играат, не знаат како да пристапат на другите деца и затоа делува дека некојаш тие се осамени. Што луѓето со аутизам кога ќе станат возрастни ќе устарат? Каква е грижата во Македонија за нив? Тие растат, нивните родители стареат? Да, ова е најболното прашање за сите родители, мощне интересно прашање поставивте, кое што си го поставуваат и самите родители, и јас го говорам често со нив, например со господинот Зоран Мијалков од Штип, кој често се појавува на медиумите и сега ве соопшти една убава вест дека во Штип планираат еден посериозен, да се надеваме дека така ќе биде, посериозен центар за рехабилитација на деца. Дали ќе биде само за аутистичен спектар или и за другите, тоа не сум запознат со детали, бидејќи не сум учествувал во тој процес. Говориме дека он е сериозно загружен и со други родители да што после нив, а јас го знам и теоретски тоа, нели, од следење на литературата. Морам да бидам тука критичен кон македонските власти, без разлика од која провиниенција се, дали се лева или десна опција. Ништо нема сторено до сега. Ништо, иако јас често го говорам ова, минимум еднаш-два пати годишно сум по македонските национални телевизии. Ништо нема сторено во насока на подобрување на живењето, рехабилитацијата, нивното дружење. Ние, например, имавме еден проект се викаше пријателски места за лица со аутизам и офативме онаа популација после 20-25 години до 30-35. Имавме 4 работилници во кои што во саботите ги викавме на Филозофскиот факултет, кај што и нашето седиште на Македонското научно здружение за аутизам, работилници со наши помлади колеги и колешки кои што работеа со нив и семејствата и самите би кажал веќе возрастни младинци беа задоволни затоа што велеа нашиве деца нема кај да одат да се дружат, да цртаат, да прават работилници одредени ликовни и така натаму. И ете, барем 4 викенди ние им го разубавивме животот. Мора да постои некаква институција, мора да постои место каде што тие, например, работно ќе се оспособат. Ние на Запад имаме вработување на овие лица со аутистичен спектар кои што можат дури да бидат понекогаш и повредни и да имаат поголема рентабилност во работењето од невротипични кои што знаат да забашотуваат
и да одат на паузи чести, а овие се толку стрикни лица со аутистичен спектар што за 8 часовно работно време некојаш може и двојно да ја надмаша нормата во фабрика, например. Тоа не го зборам на памет, тоа има примери од литературата. За тоа треба да се работи во однос на работното оспособување, понатаму тоа иде преку разни обуки. Потоа мора да речеме во компанииве да се освестат и државни и приватни дека треба да вработат лице со аутизам. Јас имав 2 млади мои колешки, дипломки, кои што, ова често го кажувам, се надевам нема да им бидам досаден на тие гледачи што ме гледат почесто. 2 студии во 2010 дипломски и во 2019-20 година, каде што со различни прашалници, но горе-долу темата е таа, вработувањето на лицата со аутизам во Македонија. Добивме поразителни резултати, 0%. Во светот не е 0. Во светот оди вработувањето, точно е дека малце доцни и таму на запад, но имате вработување на овие лица некаде 60-70% се вработени, тие што се работоспособни. И за крај 25 години од вашето постоење како здружение, јас и 25 години соработувам со вас како професионалец и мислам дека од вас и ние новинарите научивме за состојбата на аутизам и не научивте како да пишуваме за оваа состојба, што е она што во иднина треба да се превземе и што вие ќе им го понудите на родителите, но и на сите за подобра едукација. Да, ви благодарам што ја следите нашата работа како здружение сите овие години. Точно е тоа, како факт, дека ние на 22 мај ќе прославиме 25 години од нашето постоење. Планиравме еден поголем настан во Музеот на македонската борба, но немилиот настан, трагичниот настан во Кочани, нормално не е време за големи славја, сепак ќе го обележиме на Филозофскиот факултет на 22 мај, ќе направиме еден пресек на се она што сме го направиле како здружение за родителите, за подобрување на квалитетот на живење на самите деца со аутистичен спектар, како истражувања, како проекти, како објавени трудови, како помош, психосоцијална поддршка, така еден мини настан ќе организираме, колку да го званичиме денот, иако имаме поминато преку 22-3 проекти веќе, ќе го спомнаме последниот во кој што, например, е наменет за едукација на професори и наставници по физичко образование и спорт. Правиме програми во кои што ги едуцираме нив како да се постават на часот по физичко со дете со аутистичен спектар, кој што не може да ги постигне истите перформанси како и невротипично дете по физичко образование. Како да му пристапат ако детето го добие тоа предизвикувачко однесување, например, какви вежби може да изведува, дека не може да го оптеретуваат максимално и да очекуваат од него да биде атлета. Планови имаме многу, во последните 5 години, откако почна пандемијата и траеше 3 години, организираме вебинари со светски познати аутизмолози. Тоа сигурно дека ќе го продолжиме, можеби не со таков интензитет како што беше во 3 пандемиски години, но ќе го продолжиме, значи действуваме на едукација на докторите по медицина, дефектолозите, психолозите и сите оние родителите, често пати родители се наши учесници на тие вебинари, поставуваат прашања. Аплициравме неколку проекти Erasmus Plus во изминатиот период, очекуваме барем еден да добиеме за следниот период. Тоа се доста интересни проекти, имавме проекти за учење на дигитални алатки и дигитализација во образованието, каде што се надевам помогнавме на доста од овие деца. Проекти имавме за поддршка на родителството и објавивме еден прирачник за позитивно родителство со поддршка од УНИЦЕФ во 2020 година во Македонија, кога зборуваме вака на национално ниво, а не само да се осврнувам на нашето здружение, потребен е национален регистар за овие лица, за да можеме да предвидиме, многу работи можат со тој национален регистар, фактички да се
да се предвиди, например, колку да се вработат дефектолози во едно училиште, Така да се превиди во здравствениот систем, систематски прегледи, например. Зошто да нема задолжителни систематски прегледи на лицата со аутизам? Зашто тие многу почесто боледуваат од гастроинтестинални нарушувања, од имунолошки нарушувања, отколку од невротипичната популација и од многу ред други нарушувања. Зошто да, например, на 2 до 3 години да нема такви систематски исследувања, се разбира бесплатни, кои што државата ќе ги покрие на лицата со аутизам. Потребна е национална стратегија, веќе ако одиме и уште пошироко. Јас таа ја понудив на поранешни некои министри, но за жал до ден денешен ме нема ни еден министер повикано, иако имам доста добри искуства со земји од ЕУ, па и со САД, познато ми е како тоа би требало да изгледа, но јас не сум фактор кој што одлучува, не сум policy maker, што вика, не ги градам тие политики. Некои од родителите понекогаш па и премногу очекуваат од нас како здружение или од мене како поединец и професор кој што се бави веќе 27-8 години со оваа проблематика. На вистина не сум јас волшебник и не можам да им ги решам сите проблеми и не можам едноставно да ги излечам нивните деца. Јас помагам колку што можам, но системот мора многу повеќе пари да вложи, државата мора многу повеќе да отвори центри, да направи таква национална стратегија, да се вработат, да се едуцираат млади кадри. Од нашиот факултет, например, јас предавам на 2 и 3 циклус на студии, постдипломски и докторски. Има еден предмет кој што го предаваат други колешки, но и нашите дефектолози немаат кој знае колкави знаења кога ќе излезат од факултетот. Мора до едукација, мора континуирано учење, мора кредити, како што е во медицината, нели, за обновување на лиценца. И сега кај нас во дефектологијата не постои комора, но мора нешто да се едуцираат и тие, бидејќи тие се во првите борбени линии, тие се работат со детето со аутистичен спектар. Ја како доктор повеќе диагностицирам, препорачувам какви видови третмани, биомедицински третмани исто така давам за малку за подобрување на функционирање на мозокот, за подобро исхрана, подобро метаболизам. И тоа се докажани со доста витамини, со минерали, докажани evidence-based medicine, така што, но тоа не може само, мора да примените да и бихевиорална техника, мора да примените едукација, например тич методот, кој што ретко кој во Македонија нема сертифициран за тич методата, за ABA, Applied Behavior Analysis, нема сертифицирани. Во една Босна која што можеби и поназад од нас и беше во војна 4 години, па има една колешка која што била во САД, добила едукација и сега дури има и можност таа да едуцира сега помлади кадри. Значи била на тој напреден курс за таа ABA техника, така што мора тука да се вложи повеќе, инаку ќе си тапкаме во место. Така. Ви благодарам, исцрпен разговор имавме, има уште многу да се разговара за аутизмот. Продолжуваме ние со вашата соработка во информативното издание на вестите на Канал 5 како и секогаш. А вас, драги гледачи, ве посакувам пријатна вечер.